Илјадници луѓе втор ден поред протестираат пред парламентот во главниот град на Молдавија Кишињев. Тие протестираа против номинацијата на контроверзниот олигарх Влад Плахотниуц за нов премиер. Демонстрантите се гневни што повеќето пратеници од проевропската коалиција продолжуваат да го поддржуваат Плахотниуц, иако председателот Николај Тимовти вчера ја отфрли неговата кандидатура поради, како што рече, недостиг од интегритет. Дел од пратениците пак ја повлекоа поддршката за олигархот и им се придружија на демонстрантите, со што владеачката коалиција го загуби мнозинството во парламентот. Ако собранието не избере нов премиер до 29 јануари, треба да бидат распишани нови избори. Политичките превирања во Молдавија почнаа откако беше откриено дека од 3 банки во земјата во 2014 година исчезнале 1,5 милиарди долари, а владата беше соборена во октомври минатата година поради обвинувања за корупција. Вработен во телевизијата Ари Њус е ранет во терористички напад врз телевизијата во главниот град на Пакистан, Исламабад, вчера вечер. Во телевизијата информираат дека маскирани мажи на мотор фрлиле рачна бомба и пукале кон објектот. Според телевизијата, милитанти поврзани со Исламската држава во Авганистан ја презеле одговорноста за нападот и од новинарите и во минатото добивале закани. Жителите на Белград со голем огномет го прославија доаѓањето на новата година според јулијанскиот календар. Главната прослава се случи пред и во црквата Свети Сава, каде што верниците присуствуваа на православна богослужба. Многумина срби, освен на 1 јануари, почетокот на новата година го прославуваат и 2 недели подоцна.